Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве на што работеа новинарите од информативната редакција. Багер на Изгрев инженеринг ќе расчистува во поплавените реони во Скопје. За помалку од 1 месец Велес ќе добие нов паркинг простор. Во Неготино започна обуката за 25 млади пчелари. Во расчистување на теренот, кое по невремето опустоши голем број куќи во неколку скопски населби, ќе учествува и багер на компанијата Изгрев инженеринг. Ова е уште една помош од Велешани за настраданите. Општината на Седница изгласа да донира 1 милион денари, а беше организиран и пункт каде граѓаните донираа храна, вода и хигиенски ресурси. Багер на компанијата Изгрев инженеринг ќе учествува во расчистувањето на теренот по невремето кое опустоши голем број куќи во неколку скопски населби. Со оглед на тоа што се пролонгираше времето за расчистување на теренот, очигледно таму има многу повеќе работа отколку што се планираше првобитно, вели Љупчо Ѓоргиев од градежната компанија Изгрев инженеринг. Така заедно во координација со координативното тело договоривме една машина од Велес. Значи, прво од градот, второ од нашата фирма од Изгрев инженеринг да пратиме ниспомош во расчистување на саданото подрачје. Изгрев инженеринг се приклучува кон акцијата во која Велешани и велешките фирми се мобилизираа да помогнат на настраданото население. После ова, најверојатно утрешниот ден, ќе испратиме уште неколку наши вработени да помагаат заедно со машината во расчистување на теренот. Остануваме во Скопје се додека тоа е потребно, вели Ѓорѓиев. Инаку, општина Велес на воредна седница изгласа да донира 1 милион денари. Беше организиран пункт каде што граѓаните донираа храна, вода и хигиенски средства. Локалната самоуправа ги мобилизираше своите ресурси, заедно со територијалната противпожарна единица, јавното комунално предпријатие Дервен, Црвениот крст, невладини организации и граѓани секојдневно патуваат и помагаат на настраданото население. Педесет места за паркинг простор ќе добијат Велешани. Во кругот на гимназијата Кочо Рацин започна изградбата на новиот паркинг простор од 1500 метри квадратни. Истиот ќе чини 2 милиони денари, а неговата изградба се очекува да биде готова за околу 25 дена. Започнаа работите за изградба на нов паркинг простор. Истиот е во кругот на гимназијата Кочо Рацин, се простира на 1500 квадратни метри, каде што ќе бидат обезбедени места за 54 возила. Во изминатите 3 години, ова е 6ти паркинг простор кој го гради и локалната самоуправа. Рок на изведба ќе имаме прилike на 25-6 дена за да биде ставена комплетна во функција. Ќе кошта 2 милиона денари и од програмата на Советот за што е донесена за 2016 година. Во моментов се рамни теренот, пошто ќе следи поставување на бетонски ивичници и поставување на бекатон плочки. Следниот паркинг простор од 30 на возила ќе биде направен кај Сивиот дом. Тоа е наредниот период од 10 дена ќе биде завршен тој проект и така континуирано секоја година правиме по неколку паркинг простори во нашиот град. Со изградбата на паркинг просторот кај гимназијата се обезбедува доволно паркинг простор на потегот на најфреквентниот дел од градот. Со одржувањето на првиот информативен состанок во Неготино започна обуката за 25 млади пчелари. Таа е дел од проектот поддршка и развој на економијата на пчелни производи од прекугранична област, кој преку ИПА програмата заеднички го спроведуваат општините Неготино и Алмопија од Грција. По реализацијата на неопходните подготовки координирани помеѓу двете општини Неготино и Алмопија од Грција во рамките на спроведувањето на заедничкиот проект поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област, која е преку ИПА програмата, денеска започнаа конкретните активности во делот на запознавањето со текот на обуката на сите учесници кои ќе земат учество во истата. Денеска започна обуката за 25 пчелари кои што за прв пат ќе започнат со
производство, односно ќе се запознаат со текот на производство на пчелни производи и на тој начин во иднина ќе имаат можност самите да си оформат дали своји пчелни семејства, дали да се регистрираат како земјоделци и да се обезбедуваат екзистенција преку овој начин на дејствување. Самата програма има за цел да го развие пчеларството и пчелните производи во поширокото локално подрачје во двете општини, бидејќи пчеларството е сектор кој дава бројни можности за бизнис. Инаку општина Неготино информира дека рокот за пријавување на 25 напредни пчелари кои веќе се занимаваат со пчелно производство е продолжен до 22 овој месец, до кога сите заинтересирани ќе можат да се пријават во оделението за локален економски развој. За првата обука за млади пчелари се пријавија 34 кандидати, од кои беа избрани 25 кои ги исполнуваа критериумите кои што беа наведени во јавниот повик и тие денеска се овде и започнуваат со следење на обуката. Обуката ќе трае 70 часа, а ја реализираат професори од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов очекува дека овој проект ќе допринесе за развој на оваа земјоделска гранка во Неготинско, бидејќи Неготино изобилува со природни убавини, медот од овој крај може да заврши на странските пазари. Тоа може да биде дополнителен мотив, што е можно повеќе млади да се пријават и да започнат сопствен бизнис. Поставени се сите 8 фитнес прави во градскиот парк во Велес. Истите се двонаменски, што значи во исто време можат да се рекреираат 16 луѓе. За 20 на дена, како што вели градоначалникот Чадиев, се очекува новата фитнес зона и официјално да биде пуштена во употреба. 8 справи во фитнес зоната во градскиот парк во Велес веќе се поставени. Тие се двонаменски, што значи дека во ист момент 16 луѓе ќе може да рекреираат. Оваа фитнес зона општината ја прави во соработка со Агенцијата за млади и спорт и е дел од проектите наменети за млади, кои во јануари оваа година ги промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. За 10 дена градоначалникот Чадиев очекува фитнес зоната и официјално да биде пуштена во употреба. Јас очекувам наредни 10 дена да заврши целокупниот проект. Тоа значи надзорот кој го остави официјалниот подпис на проектната документација дека е завршена проектот, тогаш ние официјално ќе кажеме дека е завршена. Иако зоната е наменета за рекреација на лица постари од 12 години, нашата камера денеска регистрираше како и многу помлади деца веќе рекреираат. Граѓаните покажуваат интерес и веќе градскиот парк заедно со сите објекти станува едно атрактивно место каде што десетици наши сограѓани и во утринските часови, меѓутоа и пополудневните часови рекреативно го минат во тој дел на градот. Оваа фитнес зона според Чадиев е една од најубавите досега изградени во Македонија. Тој апелира до велешани за одговорно однесување кон поставените справи. Тоа на нас останува сепак оноа најважното да ги зачуваме справите. Моментално значи најубавата фитнес зона во Република Македонија се наоѓа во нашиот град и треба да ја зачуваме да биде и понатаму најубава. Градскиот парк и досега беше место за рекреирање, но со двете вежбални, пешачката патека, но и оваа фитнес зона комплетно го заокружува процесот за правилен физички развој. За кратците нема летен одмор. Нивната мета најчесто се незаклучените врати од автомобилите и домовите, а најпривлечни се парите и накитот. Статистичките податоци на секторот за внатрешни работи Велес говорат дека бројот на пријавени кривични дела во еден месец се движи од 60 до 80. Сања Левкова Ангелова работеше на оваа тема. Летниот период за многу мина е време за одмори, но не и за кратците. Статистичките податоци од СВР Велес говорат дека бројот на пријавени кривични дела во еден месец се движи од 60 до 80. Во јуни и јули пријавени се вкупно 40 тешки кражби, додека 35 се кражби. Најмногу кривични дела се сторени во Велес 73, во Кавадарци 49 и во Неготино 23. Согласно евиденциите кои се водат во секторот за внатрешни работи Велес во однос на пријавени настани на нашето подрачје,
Нема забележано зголемен број на пријавени кривични дела од областа на имотот, особено тешки кражби и кражби случени во летниот период на подрачјето кое што го покрива секторот, односно тоа се градовите Велес, Кавадарци, Неготино, Демиркапија, како и околните места. Мета на крадците најчесто се незаклучените автомобили и врати од домовите, а најпривлечни се секако парите и накитот. Тешките кражби најчесто се вршат со употреба на сила, со употреба на подесен алат, со кршење, со туркање, додека кај кражбите имаме најчесто искористување на невнимание на луѓето, односно оставање на необезбедени прозори, врати од балкони, влезни врати од домови, потоа оставање на незаклучени автомобили и така натаму. Во текот на целата година СВР Велес одржува средби со граѓаните и пензионерите со цел превземање превентивни мерки за самозаштита од кражби и други кривични дела. До крајот на овој месец истекува последниот рок за пријавување на субвенциите за осигурување на земјоделското производство. 70 милиони динари се ставени на располагање на овие премии доколку фармерите решат да се осигураат. Последниот рок за пријавување на субвенциите за осигурување на земјоделското производство е крајот на овој месец. 70 милиони денари се ставени на располагање на овие премии, доколку фармерите решат да се осигураат. 31 август е терминот кога земјоделците треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството, каде што е регистрирано стопанството, а субвенцијата е 60% од вредноста на полисата. Условите се максималната површина да изнесува 10 хектари за лозови и за овошни насади, 2 хектари за градинарски култури и 20 за житни. Вкупните средства наменети за оваа мерка се 70 милиони денари, а максимален износ на поддршката е до 150.000 денари за едно земјоделско стопанство. За прв пат од оваа година право да поднесуваат барање за субвенционирање имаат и сточарите. Пакети за угинување на домашните животни поради болест, несреќен случај и принудно колење нудат осигурителните компании. Цените на флаширана вода, свеќи за домаќинство, заштитни ракавици, губени чизми, лопати, заштитни маски и средства за дезинфекција мора да се вратат на нивото пред поплавите. Оваа одлука ја донесе владата на Република Македонија на последната седница на предлог на министерот за економија, а причината за тоа се случаите на злоупотреба на дел од трговците, констатирани при проверка од страна на Државниот пазарен инспекторат. По новонастанатата состојба произлезена од поплавите во Скопскиот и Тетовскиот регион, која налага зголемена употреба на споменатите производи. Во продолжение и останатите вести од земјава. 40 тимови за проценка на штетите и денеска се на терен во Скопско. Откако ќе заврши проценката во Црешево, Стачинци, Смилковци, Булачани, Виничани, Раштански, Патинџиково и Брњарци, проценителите ќе проложат и на останатите места кои настрадаа во саботното невреме. Заклучно со вчерашниот ден, извршен е увид во 1200 домаќинства. Подпишувањето на штетите оди во две категории – недвижен и движен имот. Инаку на последната владина седница одлучено е за предвремено авансно обештетување на настраданото население. Од буџетот на Република Македонија издвоени се 1,5 милиони евра, средства кои што ќе се поделат на околу 5000 семејства кои претрпеа штети од невремето во саботата навечер. Во хидроелектраните Шпиѓе и Глобочица, кои го сочинуваат хидроенергетскиот систем Црн Дрим, во периодот јануари-јули произведени се вкупно 354 милиони киловат-часови електрична енергија. Во двете акумулации има солидна резерва за производство за електрична енергија, што е гаранција дека добрите резултати ќе проложат и во наредниот период. Постојаното мерење на водостојот во акумулациите по последните врнежи на дожд не покажува зголемување на водостојот, а тоа пак е причина во акумулациите да има доволен простор за прием на нови количества на вода. Наредната недела започнува трката по студентски индекс.
На државните универзитети 24.356 места се слободни, од нив 13.536 се редовни студенти во државна квота, 7.327 места за студенти со кофинансирање и 3.493 слободни места за вонредни студенти. Во Свети Кирил и Методи во Скопје се очекува да се запишат најмногу студенти, дури 10.535, од нив 6.606 се за редовни студенти во државна квота, 2.819 за квотата редовни студенти со кофинансирање и 1.110 за вонредни студенти. На 18 и 19 август е првиот уписен рок на УКИМ, додека вториот е на 5 септември. На факултетите на кои што ќе има слободни места ќе има и трет уписен рок, тоа е на 15 септември, кога почнува и новата академска година. На универзитетите во Битола и во Штип пријавувањето во првиот рок е на 15, 16 и 17 август, а во Охрид на 15 и 16 август. Како и во изминатите години, надоместот за редовните студенти е 200 евра, односно 100 евра за диспрезирани студентски програми, а износот за студентите со кофинансирање се движи од 100 до 400 евра. Министерството за образование и наука информираше дека при креирањето на конкурсите за јавните високообразовни институции предвид се земени податоците од анализите за понудата и побарувачката на пазарот, како и проекциите за идните побарувани занимања. Две лица уапси бразилската полиција со сомнение дека се приврзаници на Исламска држава. Манипулација со податоци за Исламска држава. Ова е светот денеска. Две лица уапсила синоќа бразилската полиција за кои се претпоставува дека се приврзаници на групата Исламска држава и дека планирале напад за време на Олимписките игри што се одржуваат во Рио де Жанеиро. Полицијата не го открива идентитетот на уапсените за кои се верува дека се бразилци, ниту пак соопштува други детали. Вкупно 12 лица беа уапсени пред вчерашната полициска операција под сомнеж за соработка со екстремисти на Исламска држава. Бразил не е во директен конфликт со екстремистичките групи, но одржувањето на Олимписките игри во оваа земја ја прави евентуална мета, бидејќи на спортската манифестација учествуваат земји кои се дел од коалицијата што се бори против Исламска држава. Во новиот извештај на Конгресот објавено е дека американски воени представници представиле премногу оптимистички резултат од напредокот на Соединетите американски држави во борбата против Исламска држава. Извештајот бил нарачан по добивањето сознанија дека високи службеници во разузнавањето ги менувале податоците што им се доставени за да прикажат пооптимистичка слика за заканата која ја представува Исламска држава и да го зголемат ефектот од американското дејствување на лице место. Околу 40% од аналитичарите во командата велат дека биле под притисок да кријат или да пропуштаат разузнавачки податоци. Сончево и ветровито време имаме денеска. Во текот на ноќта се очекуваат врнежи од дожд. Максималната температура го достигна 27 степен. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.